И оваа година, традиционално на почетокот на месец јули, во куќата на уметноста во Кичево, започна 24-тата поред меѓународна кичевска ликовна колонија. Долгите години традиција на оваа колонија допринесе истата да се вброи во една од најуспешните меѓународни ликовни колонии не само на Балканот, туку и во европски и светски рамки. Оваа година учествуваат 24 уметници од 15 земји од светот. Имаме еден проблем од причини што условите овде на Кичевска ликовна колонија се фантастични, дојдуваат врвни уметници од цел свет и се пријавуваат 6 до 7 пати повеќе од она што требат и правиме селекција да бидат што повеќе држави застапени, така да и ние како организатори, меѓутоа и останатите и градот Кичево се задоволни од ова што се чини овде. Меѓутоа сакам да истакнам една работа, кај што оваа работа е доста специфична, доста скапа, да кажам, заради тоа што многу уметници има надвор од Македонија. Значи, годинави имаме само тројца од нашава држава. Финансиските услови во задно време ни прават проблеми. Сигурно дека оние што се задолжени да ја поддржуваат културата, треба да го чинат тоа. За успешната организација на колонијата, освен единствениот спонзор, голема заслуга има и Наташа Толеска-Димитровска, председател на Советот на 24-та меѓународна кичевска ликовна колонија и менаџерот Горан Донески. Ова е една од ретките видови на колонија каде што уметниците имаат голема слобода и комодитет на творештво. Не случајно од 90% држави од цел свет се јавени уметници, така да мислам добар дел од нив што се овде се врвни не само во државите, него и пошироко и од тие причини. Јас мислам дека уметничкиот свет знае за Кичевскава ликовна колонија. Овие 15 дена најверојатно уметниците, значи 24 ќе направат по 3 дела, со тоа што 2 остануваат овде по наш избор, а третото го земат и пошто имат 4 скулптури, 4 фигури, уште повеќе ќе украсиме срединава на куќава на уметноста во Кнежина. До сега околу 600 учесници од 5 континенти во светот, работејќи на овој простор, создале околу 1300 дела, од кои повеќето се во депоата на куќата на уметноста. Колонијата ќе трае до 22 јули.